Инцидент на денешниот протест и контрапротест помеѓу ризопроизводителите од Кочанскиот регион пред камерите и новинарите. Тензијата и меѓусебното нетрпение помеѓу оние кои денеска блокирајќи една лента од магистралата Штип-Кочани кај Облешево протестираа барајќи од владата унифицирани откупни цени на оризовата арпа и оризот од оваа реколта и контрапротестантите кои тврдат дека протестот е политичка конструкција на опозицијата, кулминира во момент кога контрапротестантите даваа изјава за новинарските екипи, изнесувајќи го нивниот став за денешниот настан. На моменти имаше физички контакти, но интервенцијата на полицијата спречи општа тепачка. Точно напладне група ризопроизводители, пристигувајќи се како членови на Сдруженијето Бело злато од Кочани, 20 на минути блокираа една лента од магистралата Штип-Кочани како предупредување до владата. Итно да го реши проблемот со откупната цена на оризот и оризовата арпа. Од сегашните 15 денари за откупена оризова арпа и 35 за откупен килограм ориз, да бидат на 25 денари за откуп на арпа и 50 денари за откуп на ориз. Доколку барањата не се исполнат, следат радикални мерки, најавија протестантите. Протестите ќе бидат продолжени се до исполнувањето на нашите барања, со преземање на мерки и исполнување на нови барања. Ние со овој предупредувачки протест даваме до знање да се уклучи ресорното министерство. На 20 на метри од нив со контрапротестот ризопроизводителите од Облешево тврдат протестот е политички инструиран од опозицијата. На ЦДСМ ова не е протест на никакво здружение, на никакви земјоделци. Протест е директно атак против владата на Никола Груевски. И ни помалку ни повише. Втора работа, ова не е никакво здружение. Ова е здружение на некои од Куманово. Што кумановци имат врска? Тој што јавува тука како организатор, но нема врска. Јас ќе запрашам моите колеги од онаа страна, што е тоа што ние потражиме како земјоделци, а владата не ни го даде. Значи, све што им е потражено, како мерка интервентна, како помош, ние им е добиено. Протестот и контрапротестот се одржа во Облешево, каде денеска традиционално е пазарен ден за сточарите.